Во петокот, во преубавиот амбиент на хотел-ресторанот Александар парк во Виница, новинарите ги избраа најдобрите фирми и личности за изминатите години во областа на стопанството, екологијата, образованието, културата, туризмот и спортот. Констатиравме дека е потребно да се поттикнуваат успешните, а преку нив и помалку успешните, за да прават добри дела за источниот регион. Јас мислам дека оваа приредба, оваа представа, овој филм е многу значаен за таа работа. Иницијативата за доделување плакети на најуспешните беше поддржана и од градоначалниците на општините од регионот. Сигурно дека во иднина ќе прерасне во една традиционална манифестација, која што манифестација ќе има многу позитивен ефект и ќе предизвика на некој начин еден вид борба помеѓу сите они, односно конкуренција помеѓу сите категории на прогласени најуспешни во Истокот и сигурно дека, односно јас искрено се надевам дека дел од овие компании, дел од овие луѓе кои што вечерва добија признание на вистина се едни од најуспешните не само на Истокот, туку во цела Република Македонија. За најдобар од областа на стопанството беше прогласен рудникот за олово и цинк Саса од македонска каменица. Признанието за најбрзо растечка компанија го доби актива од Штип, а Мак Прогрес од Виница ја доби наградата за брендот Винчини. И сме многу благодарни од наша страна на оваа новинарска афера од источниот регион на нашата република, на нашата држава, што најдоа начин да не анимираат, бидејќи во овие времења сега навистина е успех да се биде успешна компанија, а исто така да бидете анимирани од страна на новинарите. Најголем успех е брендот Винчини. Значи, за тоа што добивме награда. Меѓутоа, тука се и другите наши брендови. Сончева долина, тука е Армонија, тука е новата програма од здрава храна, Натура. Така да ние сме посветени на сите тие програми и се трудиме, вложуваме максимум сите вработени од Мак Прогрес и се надеваме на големи успеси. Признанијата во областа на културата го добија Димитар Узунски од Делчево за светска афирмација на националниот фолклор и драмскиот аматерски фестивал во Кочани за 50 годишната работа за афирмација на драмскиот аматеризам во Македонија. Општина Виница заслужено го доби признанието за најхумана општина на Истокот. Ние веќе неколку години поред сме Виница како крводарителите на општина Виница. Секако се не само на државно ниво, туку на светско ниво сме најкрводарителска општина по глава на жител. Значи, добро е што некој се сети на крводарителите на општина Виница да им го додели ова признание. На манифестацијата присуствуваше и швајцарскиот амбасадор во Македонија Стефано Лазарото, кој го прими признанието од Сдруженијето за особен придонес во заштитата на животната средина. Tonight I was very pleased to be here to receive this. Навистина ми е чест и задоволство да бидам вечерва тука меѓу новинарите. Истокот ми се чини можеби и најдобар дел од вашата држава. Амбасадата на Швајцарија во Македонија го доби признанието за унапредување на животната средина за реализација на проектот за заштита на биодиверзитетот на река Брегалница. Мислам дека овој проект е доста значаен за вас и мило ми е што новинарите се сетиле да го наградат она што значи живот за целата држава, посебно за источниот дел. Пред се сум горд на новинарите од Истокот, бидејќи се сетиле да доделат награди и признанија за најуспешните. Ова го прават само новинарите од Источна Македонија. Хотелот Аурора од Бирово ја доби плакетата за најдобра понуда во областа на туризмот. Па ние сме многу изненадени поради фактот што еве вие се сетивте новинарите да ни ја дадете таа престижна награда. Јас си преска напоменав дека да имаме добиено многу светски награди, но ова награда ни значи многу. Многу поради фактот што ни давате една идеја да уште повеќе се ние организираме, да уште повеќе направиме некои убави работи за овој регион, за источниот дел на Македонија, посебно за Берово. Исто така преска спомнав дека ние сме лидери во туризмот, знаете вие самите, Аурора Турс е многу позната агенција и некако многу од луѓето очекува од нас дека тоа знаење, тие организирани чартери, сите тие организирани масовни групи
во светот, дека на крај ќе го имплементираме ние тоа овдека кај нас. Најдобар лекар на истокот новинарите ја избраа доктор Паца Доневска, специјалист пнеумофтизиолог од Пробиштип. Организацијата на жени од Свети Николе за најдобра невладина организација од регионот. Во областа на образованието награди добија гимназијата Славчо Стојменски од Штип и ректорот на Штипскиот универзитет Саша Митрев. Признанието за најдобар спортист го доби Емил Павлов, добитникот на европското злато во карате. Во областа на спортот за афирмација на женскиот фудбал беше награден женскиот фудбалски клуб од Кочани. Според најавите, ова е прва, но не и последна манифестација од ваков тип, која има за цел афирмација и потикнување на поединците и фирмите во понатамошната работа.